Ова е мал видеозапис од едно благородно случување. Станува збор за третата меѓународна ликовна колонија Хотел Фени, која од 1 до 10 август 2008 година се одржа во конаците на Моклишкиот манастир Свети Никола. Овде нема да има големи интервјуа или уште поголеми мисли, туку едноставен видеозапис за работата на 15-тина ликовни уметници од Македонија, Србија, Албанија и Бугарија, чии ликовни дела остануваат да сведочат за 10-дневната извонредна креативност, но и за долгите разговори за уметноста, за релаксираното дружење по успешно завршениот работен ден. Авторот на овој запис, како дел од организацијата на оваа ликовна колонија, во себе ќе ги носи сеќавањата и ќе ги прераскажува насекаде додека за тоа постојат слушатели. Вообичаено, како што личи за вакви настани, третата меѓународна ликовна колонија беше отворена со представување на уметниците, учесници, а чии имиња ќе ги слушнете малку подоцна. Една реченица на еден голем уметник многу кажува. Што е уметноста, соработката, стварањето и се разбира креативното дружење меѓу уметниците. Кирил Казанџиски, сликар од Штип, добро познат во Кавадарци од минатите години, благодарение на мојот другар, цимер, колега и дури повеќе од тоа, Ристо Соколов, со кој дружиме подолго време, подолго веќе преку 30 години. И како плод на таа наша комуникација се многу заеднички моменти кога создававме и во овие простори. Но на оваа колонија сум за прв пат, не знам колку години веќе трае, но како што разбрав трета година, претпоставувам и се чувствувам прекрасно тука во просторот на манастирот. Едно племенито место кое создава инспирација не само за сликање и секој на кој чувствува потреба за духовни вредности, а Македонија изобилува со вакви простори. Нееднаш се покажува дека сите оние наши пријатели на уметноста, културата кои доаѓаат и од другите земји се воодушевени од нашиот, би рекол, праисконски простор, во кој, би рекол, се уште се чувствува присуството на боговите на културата, на уметноста. И секогаш се создава уметничко дело кое плени со овие духовни вредности и се надевам дека и ова колонија ќе создаде дела кои ќе траат, па ако не сите, барем дел од нив ќе бидат во аналите на македонската култура и уметност. Овде мора да се спомне името на господинот Никола, чија видовитост и комплетно покровителство на колонијата, која всушност и го носи името на хотелот чиј собственик е тој и во кој несебично инвестира, а големината е и во покровителството на ова веќе слободно можеме да кажеме успешна ликовна колонија.
Маријан ми е исклучително чест што бев дел од ликовната колонија и оваа година повтор пат сум јас, а по трет пат се одржува колонијата, што запознав повторно прекрасни луѓе, прекрасни уметници, полни со емоции, полни со прекрасни творечки дарби и оно што се сами човеците всушност се нивните дела. Јас не сум ликовен уметник, нити сум ликовен критичар, туку едноставно сум пријател на уметниците од Кавадарци и од сите оние кои што доаѓаат на Кавадарци. И сега сега овака јавно само да ги спомнам сите имиња на учесниците и почнам прво со гостите од другите земји. Од Србија овде беа и твореа Цеца Крстич, Горан Чедичанин, Јован Пантович. Од Бугарија ни беа тука Катја Христова и Димитар Касабов. Од Албанија ни дојде и твореше заедно со сите други уметници Адријана Полеши. А од Македонија Татјана Медарова, Кирил Казанџијски, Ристо Соколов Сокол, Трајче Павлов, Намчо Кеков, Нетка Медимска и Љубиша Ивановски Лек. И јас, Маријан Тодоровски, јако не стигам ни едно дело, се чувствувам како дел од сите дела што се овде. А за чувствата на самите уметници, може би најдобро зборува ова парче искрено размислување. Не сме случајно тука собрани заедно. Значи, некој сакал да бидеме ние заедно и да се сретнеме сега, овде, во овој момент. Значи, тоа е големината наша, нели? Што сме сега сите заедно. Сета таа љубов што ја проведовме во овие денови, се гледа на овие прекрасни платна, она едноставно зрачи. Значи, тука нема академизми, тука нема цртежи, тука има чиста љубов што е преточена во боја, во песна, во преградка и ве сакам сите, што да ви кажам сега. Се што се работи со цел има и свој крај, но ликовната колонија Хотел Фени продолжува да живее цела година преку делата создадени на неа. Се до четвртото издание таму некаде август 2009 година. Се надевам дека, ако не друго, на отварањето на четвртата меѓународна ликовна колонија Хотел Фени, ќе ги поздравите новите учесници, ликовни уметници од повеќе земји, кои повторно пред нас ќе ја постелат својата креативност, инспирирана максимално од Кавадарци, Тиквешијата и Македонија.